Македонецот 6-то оделение од Вашингтон победи на училишен надпревар од областа на науката со изум за штедење енергија со поставување соларни плочи на семафорите во главниот град на САД. Со младиот Митровски разговараше Јане Бојаджиевски. Велјан со жар во очите раскажува дека бил инспириран од главната тема на проектот, како да се заштеди енергија, особено во доба на голема економска криза. Во овој проект споредував два генератори, соларен панел и рачен генератор. Прво ги споредував соларниот панел, прво ставив крпа на него и почекав за селичките да се згасат. И после чекав неколку минути за да се запалат они пак за 1 минута и после ќе свртев пак крпата и ќе почекав пак да се згасат. За рачниот генератор поставив 5 светилки. Сите се вкупно 600 волти и колку би требало рачката пати да се сврти за да се запалат сите селички. За сите семафори во Вашингтон, 12 годишниот Митровски пресметал дека ако се инсталираат неговите соларни плочи, би се заштедиле точно 251 милиарда, 942 милиони киловат часови за една година. Се ќе земе енергија од сонцето, што се вика solar cells или соларни клетки, и кога ќе ги собере, ги префрлува во енергија и става во батеријата внатре во соларниот панел и кога ќе ги конектираш тука две жички назад на ова, ќе се запали. Велјан однесе награда на сајмот за математика, наука и технологија кој на ниво на основни училишта секоја година се одржува во главниот град на САД. Велјан, чии родители се на привремен престој во Вашингтон, планира да им го презентира проектот на своите другари, 6 оделенци од основното училиште Мито Хаджидимов во Скопје. Се надева дека татко му ќе го одржи ветувањето и ќе му купи лаптоп за освоеното прво место. Кога не размислува како да го направи светот подобар, ова момче е како сите други на таа возраст. Не пропушта ниту еден надпревар на омилениот фудбалски тим Вашингтон Редскинс. Сонува и да појде на надпревар на кошаркарскиот тим Вашингтон Визардс во NBA.